Почитувани комичари му се јавуваат на Зоран Заев и представувајќи му се како украинскиот председател тогашен Порошенко, му го цитираат Сталин. Внимавајте, украински председател, наводен, на телефон на Зоран Заев му го цитира Сталин, давајќи му совет. Сталин, човек одговорен за смртта на околу 5 милиони украинци. И тоа на Заев не му е сомнително. И при тоа, украинскиот председател во моментот на разговорот има акутен проблем со Москва. И повторно на Зоран Заев тоа не му е сомнително. Почитувани, Зоран Заев нема елементарно познавање за функцијата која што ја извршува. Уште пострашно. Сталинистичкиот совет кој што со задоволство го прима Заев, ќе го цитирам делот од тој разговор, како што вели еден од нашите политичари, вели комичарот, не е важно како гласаат граѓаните, важно е како се бројат гласовите. Заев, да, или yes. Се надевам дека овој совет ќе ви помогне, вели лажниот Порошенко. Заев, да, ќе помогне сигурно. Почитувани, Заев се согласува со сталинистички метод за броење на гласови во разговор направен во предреферендумскиот период. Заев се согласува со мислата на Сталин, која што целосно гласи, ќе ви ја прочитам, доволно е луѓето да знаат дека изборите се одржале, луѓето што гласаат не одлучуваат ништо. Луѓето што ги бројат гласовите, одлучуваат се. Ова е комплетната мисла на Сталин, која што всушност му ја цитираат комичарите во телефонскиот разговор со Заев. Почитувани, сета македонска јавност сведочи што се случуваше по пропаста на референдумот, тезите дека недостасувале гласови против или дека мнозинството било за. Токму по сталинистичкиот совет. Пошто следеше нели она криминогена операција за менување на уставот во Собранието на Република Македонија. Сета јавност сведочи за митото нудено за време на референдумската кампања. Сета јавност сведочи за вратоломиите и брзите прсти при гласањето за 4, 5, 7, 9 секунди по гласач. Сега на сите им е појасно дека не биле без основа обвинувањата од кандидатот Блерим Река и од Гордана Силјановска-Давкова за сталинистички методи во председателската трка на СДСМ. Па Зоране Заев, колку ти помогнаа советите од Сталин? Колку сталинистичките методи помогнаа во пребројувањето на гласовите на референдумот, а колку на председателските избори? Почитувани, разговорите откриваат и криминогеноста на Заев во однос на подкупувањето, ја откриваат и заевата блискост со светски мешетари кога станува збор за лажни вести, митоманство, перење пари и финансирање на кампањи. Јавното обвинителство, почитувани, мора со сериозност да отпочне процеси за сите наводи од разговорите и пораките разменети меѓу Заев и лажниот Порошенко, доколку во обвинителството останало барем малку интегритет. Или Заев ја довел работата до еден друг сталинизам. Нема луѓе, нема проблеми. Ви благодарам.